со транспаренти со испишани барања да престанат тортурите врз семејствата и колку детски животи треба да згаснат за институциите да се разбудат, родителите на починатите деца во пожарот во клубот Пулс во Кочани го организираа 17-тиот марш за ангелите. Со свирежи и извици бараме правда. Учесниците на маршот го искажаа незадоволството и вознемиреноста од несоодветната реакција на надлежните во спречувањето на трагедијата, а уште повеќе од одолговлекувањето на судската постапка за расчистување на случајот и санкционирање на виновниците. Во 18 часот и 5 минути маршот тргна од паркот на Револуцијата преку трговскиот центар, а потоа пред зградата на општина Кочани, во која се сместени и дел од државните инспекциски служби. Во овие 35 години, секоја година не лажат. Ќе дојдат избори, ќе ве примаме на работа, после работа од договор и ги нападат. Нека биде јасно на сите тие кои стега мислат дека ќе се запослат и ги лажат и не напаѓаат нас, не криват. А зошто не напаѓаат? Што сме ние криви? Нека каже еден у Македонија на кој му имаме ние лошо направено или не лошо сторено. Нека каже, слободно нека каже, ето, драги, јас сега, ето, драги, ти ми тоа направи лошо, ме направи, ме вреѓава, ме псува, ништо. И затоа и уште еднаш ќе напоменам, немојте да се лажете со тоа дека ќе ве примат на работа. Ве лажат. Одека вие знаете утре која партија ќе победе. 35 години сме под турско робство. Истата тортура, уште потешка тортура. Турците се зимале кои ќе дојдат, а тоа се вршиле со коњи, вршиле се и мало стогове, значи, ако искарат 10 вреќи, ќе дојдете преброје. Имате 5 членови фамилијата, ево и 5 вреќи за да преживеете, да јадете, 5 вреќи ќе ги земат турците. А овие нашите арамии, убийци, ајдучишта, ни земат се. Средете си во судството. Колку време го средуваме? 35 години го средуваме, никој до не го средуваме. Значи на нашите политичари не одговара да улегнем во Европската унија. Не одговара за тоа што не можат да крадат. Ќе бидат следени, за тоа не одговара. А само не лажат да име, да презиме, па више што да смене. Нека не прекрсате нас. Они сменија име, сменија знамени, сменени се. И на крај ни ги убија и нашите деца. Овие плакати ќе ги оставам пред нивното врата, затоа што многу бргу обеќаат, уште побргу забораваат што се обеќале. За да се сетат дека кои ќе заборават се обеќали правда и правда и правда само за нашите анđели, за нашите деца со кои требаше сега јас тука да пијам кафе, да се дружам, да седам, да се радувам, а не да плачам. Учесниците на маршот за ангелите потоа продолжија кон полициската станица, а попатно пред просториите на управата за јавни приходи го искажаа незадоволството од несоодветната реакција во контролирањето на работата на Пулс и оставија неколку транспаренти со испишани пораки. Пред одделението за внатрешни работи повторно реагираа на начинот на кој била контролирана безбедноста на присутните во критичната ноќ. И немојте на младите луѓе да се заканувате, тие деца треба да растат, да створат, да прават, а не да се плашат од вас. Вие треба да бидете огледало на државата, а не да бидете плашило како чавки или плашило кој се става на Мостан. Толку ни ги служи на чест за тоа што не губите деца. Продолжувајќи кон основниот суд, учесниците 10 минути го блокираа кружниот тек кај полициската станица во знак на незадоволство што полициските службеници кои го обезбедуваат маршот им дозволиле на несовесни возачи да возат во спротивен правец по улицата, со што им ја загрозиле личната безбедност. Пред обвинителството и судот, родителите на загинатите деца ги закачија транспарентите на оградата пред влезот, со порака никој да не ги отстранува, затоа што тие се одраз на нивните болни чувства од загубата во изминатиот 5-месечен период. Премиерот рече цена да си напишеме за нашите деца. А вика лажеме. Вика лажеме и створи образа и гнев кон нас, родителите на убиените деца. И секоја сабота дека ќе биде со нас на марш. Која сабота дојде со нас на марш? 5 месеци! 5 месеци си го чекам детето дома да ми дојде. 5 месеци! Нека ми го врне детето пари, ја неќам. Нека ми дадат пари владата да си ја купам. Пари неќам. Дека се купуваат децата, да кажат дека се купуваат. Тој ќе каже цената на неговите деца, тогај нека одреде и на нашите деца цената. И он чува деца дома. Нека ни ги врне децата, ние пари неќеме. Оваа држава цела децата ни ги утепа. Абе цена ве он пита за собственото дете, ве цена пита ве колку кошта цената. На
травми цел живот со трауми. Колку деца оштетија? Уште ли треба да оштетуват и да убиват? Дали вреде ово дете тука да биде вакаи со вакви раци или вреде да биде здраво и право? На оваа држава да служи, на овај народ да се радува и да се весели или да пате? Од кој? Од криминалците, убийците, наркоманите, од сите тија? Како да ги гледаме, кога сме убиени у душата, кажете ми како да ги гледаме другите деца? Кажете ми како, дека се купуват души? Нека каже премиерот и министерот Тошковски дека се купуват душите, за да можеме да си купиме душа, да ги чуваме децата други. Маршот заврши на почетната точка во паркот на Револуцијата, каде родителите рекоа дека нема да се откажат од барањето правда за своите деца и ќе продолжат со протестите и во наредниот период. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.